вечерашниот настан беше организиран со цел да се објави, односно да се направи достапен до јавноста видеото кое што беше направено при апсењето на паркобраните во синоќишната интервенција на полицијата. Од видеоснимката може да се забележи колку добро била направена проценката на полицијата кога за 11 представници на паркобраните беа анимирани 400 представници на МВР, од кои и припадници на специјалните единици, односно единицата за брзо распоредување. Денес во Хелсиншкиот комитет беше примена и представката од страна на лицата кои што синоќа беа приведени од страна на МВР. Хелсиншкиот комитет ќе спроведе постапката, меѓутоа уште од сега, од овој момент можам да изјавам дека не постои каков било основ за приведување на луѓето кои што вчера седаа во паркот кај Бристол. Оној основ кој што беше, да речам на некој начин, објаснување за оваа акција од страна на портпаролот на МВР за загрозување на јавната чистота, е сосема неоснован, бидејќи во Законот за јавна чистота морам да истакнам дека никаде не се споменува приведување или апсење како овластување кој што може да го преземе полицијата заради спроведување на одредбите на овој закон. Овој закон предвидува само мандатна постапка и утврдување на глоба од 50 евра. Исто така, објаснувањето дека полицијата извршувала асистенција заради заштита на узурпиран имот по барање на собственикот на имотот, исто така е неоснован, бидејќи за да може полицијата да пружи таква асистенција треба да има извршна одлука. Таква извршна одлука не ни е до сега презентирана, исто така на приведените вчера не им било дадено такво објаснување. Ниту еден од основите кои што се споменати од страна на МВР не предвидуваат овластување да се приведат лицата кои што вчера беа присутни во паркот кај Бристол. Сметате ли дека амбасадорите на ОПСЕ го забележаа, дека има некаква реакција? Вечерва во Даут Пашиниот амам се приредува прием во чест на 25 амбасадори од земјите членки на ОПСЕ кои што се денес во посета на Скопје и кои што имаа прилика да се сретнат и со представници на невладини организации. Ние решивме токму вечерва и во терминот кога се одржува овој прием да го пуштиме видеото за интервенцијата на полицијата со цел да бидат запознати за она што се случува во Република Македонија. Образложението на Министерката за внатрешни работи дека приведувањето, односно апсењето на паркобраните имало за цел да се одбрани демократијата, за мене представува невидена провокација и јас морам да кажам дека интервенцијата на полицијата, синоќешната интервенција на полицијата, значи само уште едно убивање на демократијата во Република Македонија. Чиста манифестација на моќ и покажување на тоа дека никој во Република Македонија не може да го истакне своето мислење, да го изрази својот став и да се здружи заради таа цел. МВР велат дека узурпација на просторот се направила втор пат и затоа имало толкава полициска присутност и затоа требало да се ангажираат толку многу. Сега ќе ви кажам, значи, портпаролот на МВР Иво Котевски изјави дека била направена проценка дека е потребна токму таква интервенција на полицијата. Јас ќе ви кажам дека при процената за тоа каква и колку припадници на полицијата треба да бидат вклучени во една интервенција, се тргнува пред се од размерноста на силата која што треба да се употреби. Според тоа и покрај тоа што синоќа не беше употребена физичка сила, сепак самиот факт дека беа присутни околу 400 припадници на полицијата и на специјалните единици говори за една апсолутна несразмерност ако се има предвид дека луѓето кои што беа приведени беа 11 на број и при тоа не пружаа никаков отпор. А тоа што никој не можеше да се движи во тој простор, значи ниту обичните граѓани не можеа да припарат.
во просторот каде што беше заградено. Дали Јас тоа исто така би го третирала како покажување на моќ, а при тоа и повреда на слободата на движење на граѓаните. Да, денеска мислам дека сте сите запознати дека и на одредени новинари им беше побарано да го дадат снимениот материјал, што повторно покажува колку се цени слободата на медиумите и слободата на изразување во Република Македонија.